Во однос на посетите на местата каде што се сместуваат и задржуваат бегалците и мигрантите, во текот на 2018 година, при реализираните 31 посета на прифатните центри Винојук и Табановци, Центарот за странци Гази Баба и прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово, вклучително и од посетите на безбедната куќа за сместување на ранливи категории лица, представниците на Народниот правобранител, ангажирани во рамки на проектот финансиран од Високиот комисаријат за заштита на бегалците, констатираа продолжување на праксата на неформално протерување и колективни депортации на бегалците и мигрантите, неинформираност на задржаните лица странци за причината за нивното задржување во прифатниот центар, како и нецелосно и неблаговремено информирање за процесот на нивно присилно враќање и дестинацијата каде што треба да бидат вратени. Прикажано низ бројки. Во извештајната година вкупно 297 лица поднеле барање за азил, при што официјално на 83 лица со решение им е запрена постапката поради напуштање на земјата. Само на 2 лица им е признат статус под субсидиарна заштита, кои заедно со своите малолетни деца се вклучени во процесот на интеграција. Вкупно 1712 лица бегалци мигранти биле сместени барем еден ден во прифатниот транзитен центар Табановце, од каде подоцна го продолжиле својот транзит. Меѓу нив имало 304 деца, од кои дури 43 непридружувани малолетници. Додека во прифатниот центар Винојук, во текот на 2018 година, нотирана е бројка од 1517 бегалци, од кои 19 деца, меѓу кои 8 непридружувани малолетници. И оваа година сериозен е проблемот во однос на постапувањето со малолетните лица, затоа што наспроти донесените стандарди оперативни процедури за постапување со непридружувани малолетници во пракса, откако им се определува старател од страна на центрите за социјална работа, најчесто старателите немаат податок каде им се штитениците, односно кога ја напуштиле земјата, каде се упатиле, а образложението е дека прифатните центри, како и Центарот за баратели на азил во Визбегово се од отворен тип, без ограничување на слободата на движење.